Нема ослободување од данокот за студентите кои биле дел од програмата Work and Travel. Сите кои оствариле доход во 2025 година ќе мора да ги подмират своите обврски согласно законските прописи и утврдените постапки на Управата за јавни приходи. Соопштуваат од Универзитетското студентско собрание посредбата со раководството на Управата за јавни приходи, каде што исто така било одлучено студентите да ги подмират давачките кон државата на повеќе рати. Обврските за одоначување на доходите остварени во 2025 година ќе се реализираат согласно важечките законски прописи и утврдените постапки на Управата за јавни приходи. Студентите кои не ја извршиле даночната обврска за 2025 година ќе имаат можност да го платат данокот на рати, согласно насоките на УЈП. Од Управата за јавни приходи пак информираат дека ќе бидат организирани обуки со цел запознавање на студентите со нивните обврски, но и права поврзани со работата што ја извршуваат во странство. Од таму велат дека во таа насока ќе бидат изготвени видеоматеријали и флаери кои ќе им бидат дистрибуирани на студентите. Договорено е од УЈП да бидат организирани обуки со цел запознавање на студентите со нивните обврски, но и права поврзани со работата што извршуваат во странство преку програмата Work and Travel. Обуките ќе започнат на 6.4.2026 година. Ќе бидат изготвени видеоматеријали и флаери кои ќе бидат дистрибуирани на студентите. Иако станува збор за законски утврдени акти, обврската за плаќање данок предизвика бурни реакции кај студентите кои добиле известување од Управата за јавни приходи дека мора да ја подмират даночната обврска која достигнувала и до неколку илјади евра, во зависност од нивната заработка во земјата каде што престојувале за време на студентската работа. Инаку проблемот беше актуализиран во јавноста од страна на студентската организација Студентарија, до која стигнале поплаки од голем број студенти кои биле на работа во рамке на оваа студентска програма.